Здраво и добре дојдовте во подкастот Наука за сите. Во оваа епизода зборуваме за музиката. Обично таа се доживува како уметнички израз, како уметнички феномен, нешто што треба да се слуша и да се твори. Но многу малку за неја размислуваме како за биолошки феномен, тоест како некаква функција која што произлегува од мозокот, слично на сите останати функции како говорот, вниманието, меморијата и така натаму. Токму за неја повеќе се обидуваме да дознаеме заедно со Гоце Симоновски, кој е музиколог, музичар, композитор и наставник во Средното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец од Тетово. Можеби и нема подобар соговорник од него за целите на оваа емисија, во која се обидуваме да разбереме музиката како функција на мозокот. Гоце е и авторот на онаа прекрасна музичка тема која што ја слушнавте на почетокот од овој подкаст. Опуштете се и уживајте. Здраво, Гоце, фала што одвои време вечерва да разговараме малку на една интересна тема, која што е универзална и која што е од интерес и за научници и за уметници, може да се погледне од многу аспекти. Се работи за темата музика, или поточно еволуција на музиката и биологија на музиката, што представува, како еволуирала и зошто и кои се незините функции. Мислам дека тоа е интересна тема, баш да разговараме со тебе, затоа што ти си композитор по професија. Така, танас благодарам, драго ми е што сум гостин на еден од првите дигитални концепти од ваков тип во Македонија. Фала ти што одвои време уште еднаш. Нема проблем. Кажи ми нешто за тебе повеќе, онака да те запознаеме. Да, вака, значи по професија сум дипломиран композитор, магистрант на постдипломски студии и одскоро студент по психологија. Со авторски дела имам учествувано повеќе пати на културниот настан денови на македонска музика, на Охридско лето, на есенски музички свечености, како и на изведување на делата на концерти низ Македонија и странство. Покрај сериозната музика имам прилично доста творено и во доменот на популарната музика. Како музички продуцент стојам зад барем 200 numери и 10 албумски изданија, меѓу кои најпознати би ги издвоил Африка на Супер Хикс, High Control, сите 3 албумски изданија, Мартин Србиновски, Conquering Lion, 2 албумски изданија и други. Како изведувач, аранжер, оркестратор и автор имам соработувано со неколку еминентни македонски имиња: Мијата, Дарко Илиевски, Владко Лозановски, Сарамис, Димитар Андоновски, Лазар Цветковски, Јован Василевски и така натаму. Исто така имам учествувано на речисите реномирани фестивалски изданија во Македонија и пошироко: Екзит фестивал, Таксират, Аларм, Скопје фест, Макфест и други. Од најрана возраст, освен за уметност, интерес покажав и за наука, особено за географија и подоцна за астрономијата, но за жал не успеав да се реализирам на тие полиња. Зошто? Тоа е релативно комплексно прашање. Средината тука не баш овозможи развој на едно такво екзотично поле како што е астрономијата. Учите помнење, претежно складирање на информации, не проникнување и непосредно сваќање на некој даден феномен. Например, доколку се случеше некој да ми објасни ДНК како, да речеме, нацрт план за изградба на еден организам, слично како со нацрт планот за изградба на зграда или куќа, наместо само да ги набројуваме компонентите и нивно повторување, верувам дека исходот не само за мене, туку и за многу други ќе беше веројатно малку поинаков. Така се заинтересирав за музиката, која до ден денес е моја главна пасија, но не се откажав целосно од науката. Пред неколку години пишував серија на написи со научна тематика од областа на музиката за едукативниот проект Наука за сите, преубав концепт за кој што знам дека ти стоиш позади како еден од основачите. Читав доста обемна литература, претежно за релацијата музика-мозок, и како што кажав претходно, моментално сум на студиј по психологија. Инаку, веќе 7 година работам како наставник во Средното музичко училиште Тодор Скаловски Тетовец во Тетово. Ти си, верувам, најпогодниот соговорник со кој што би можел да разговарам на оваа тематика. Ги спојуваш музиката и психологијата на како наука, која што ги истражува, нели, мозокот и мозочните процеси. И
Навистина морам да кажем импресивно се ви и баш ми е мило да што разговарам со тебе на овие теми. Фала. И ајде вака да започнеме, што представува музика според тебе? Музиката за мене представува едно од највисоките интелектуални достигања, едно од најдобрите апстрактни творби на човештвото. Фактот дека сложен збир на звучни бранови креирани од човечкиот ум, способни да не насмеат, да не расплачат, да ни воцираат спомени, да ни ја разгорат имагинацијата, да не инспирираат и што уште не. Една од примарните цели според мене на музиката е да се инспирира аудиториумот, да се инспирираат луѓето и инспирирани можеме тоа искуство да го понесеме и примениме во секојдневниот живот. А како резултат на тоа, верувам дека го правиме светот подобро место за живење. Од прилика да, тоа е примарната цел на музиката како дисциплина. Значи, еден вид на средство за комуникација и создавање на социјална кохезија. Токму во тој контекст може да почнеме од почеток и да поразговараме како воопшто музиката еволуирала или кои се оние генерални гледишта што од пред 150 години од времето на Дарвин, нели, за музиката во однос на тоа каква функција има и зошто воопшто постои како еден феномен. Може да го разгледаме низ призма на еволуцијата, нели, и сегаш кога разговараме за еволуција мора да водиме сметка дали одредениот феномен кој што се разгледува низ таа призма на еволуцијата има некаква адаптивна функција или не. Од тоа што можев да го прочитам генерално како вовед, токму и тоа е дилемата, нели, помеѓу два правци на размислување, како што размислувал Дарвин и како што размислувал уште еден филозоф и полимат и биолог, негов современик на Дарвин, значи во ист период живееле, Херберт Спенсер се нарекува. Така, си го познаваме од повеќе области. Генерално Спенсер бил заинтересиран, нели, за потеклото на музиката, од каде доаѓа и каква функција врши. Според него, музиката нема стрикно адаптивна улога, туку е последица на еволуирањето на вокализацијата како форма на израз на емоции. Значи, примарната цел на музиката е да сигнализира емоции кај луѓето, нели, и во некоја попримитивна, порудиментирана форма да исто така да ги сигнализира емоциите кај животните преку разни вокализации. Во контекст на Дарвин, нели, Дарвин секогаш ги гледал работите низ перспектива на дали одредена функција, одредена појава е адаптивна. И според него, Дарвин ја разгледува музиката како низ призмата на така наречената сексуална селекција. Тоа е уште еден механизам кој Дарвин се обидел да го разработи покрај, нели, она што се вика природната селекција. И Дарвин доаѓа до овој концепт затоа што не можел да ги објасни појавите во природата, например зашто паунот има шарени перија, нели, кои што се толку забележителни, кои што привлекуваат внимание на предатори, кои што, нели, не одат во функција на негово преживување, и дошол до заклучок дека тие мора да имаат некаква си репродуктивна функција со цел паунот, нели, да инвестира толку. И природната селекција се грижи за делот, за обстанувањето на организмот, дека сексуалната селекција е повеќе насочена кон репродуктивниот успех на организмот. И Дарвин ја смета музиката како еден додатен елемент на сексуалната селекција, тоест музикални единки или единки кои што се способни да изразуваат да комуницираат на тој начин преку музика, биле, нели, сексуално селектирани од спротивниот пол, да, и имале поголем репродуктивен успех. Што мислиш за овие две тези на Херберт Спенсер и Дарвин, неадаптивна и адаптивна функција на музиката? Така, имам прилично, да речеме, литература, со оваа литература имам прилично запознаено. Дарвиновата теорија, значи, со себе носи два клучни концепти: природна селекција и полова, односно сексуална селекција. Патем
Дарвин дошол до еден интересен заклучок дека освен физичките карактеристики, видовите, меѓу кои нели и луѓето, имаат специфични начини на однесување. Половата селекција се однесува на оние карактеристики кои и обезбедуваат партнери, повеќе партнери, односно партнери на единката преку кој се остварува репродуктивен успех. Сега, според Дарвин, овој концепт е круцијален кога станува збор за музиката. Во неговата книга Потеклото на човекот, Дарвин прави аналогија меѓу птиците и луѓето, каде што музиката се опишува како средство за заведување и покажување на атрибути кои евентуално би резултирале со привлекување на партнер, односно партнери. Во еден дел од книгата Дарвин баш го има овој пример со птиците дадено, неколку биолошки трудови го има тоа поддржано, но постојат и други тврдења, нели, како што е примерот со когнитивниот научник Стивен Пинкер, кој вели дека музиката нема никаква адаптацијска улога, дека едноставно представува само културна творба и тоа е тоа. Од археолошки гледна точка, музиката е прилично стара дисциплина, веројатно надминува над 40.000 години. Исто така, моје гледиште дека музиката е малку веројатно дека придонела во подобрувањето на шансите за опстанок и евентуално зголемување на екзистенцијалните ресурси, но со сигурност придонела во здружувањето, држувањето на големи социјални групи кои постоеле и кои постепено го окупирале тлото на Европа. Други искази посочуваат дека музиката можеби имала значајна роља во модерната човекова еволуција. Тоа е роителската инвестиција, да селектираме 3 позначајни хипотези кои ја поддржуваат адапцијската функција на музиката. Полова селекција, родителска инвестиција и социјална кохезија, како што спомнати претходно. Да, тоа е погледнато низ призмата на тоа дека музиката има социјална функција, нели? Затоа што и емоциите се всушност основни единици на социјализација. Не може да се гледаат изолирано самите по себе. Видови кои што живеат во стабилни социјални заедници изразуваат тоест еволуирале и развиле стабилни емотивни изрази кои што се универзални. Истражувањата покажуваат дека овие универзални изрази на емоции се независни од културата и локацијата, нели, како што се распространило човештвото, и тие 6 основни емоции кои што Пол Екман ги дефинира, нели, како радост, тага, страв, гнев, изненадување и гадење, така да, тие 6 се прилично универзални, под предпоставка дека основната функција на музиката е емотивно сигнализирање. Тогаш би очекувале, нели, било каде во било која култура барем основните карактеристики на емотивниот израз на музиката да се универзално разбрани за повеќето култури на земјината планета. Така. Значи, една од идеите дека живењето во групи подразбира форма на емпатија и развивање на одредени, нели, морални начела, која е всушност позадината, еволуцијската позадина на развојот на овие механизми. Одговорот на она што пред малку ти го збореше во кооперативност, односно во меѓусебната соработка. Алтруизмот, несебичност и потребата да се жртвуваме за бенефитите на некој друг во рамките на една група е начин на кој нашите мозоци еволуирале. Кога станува збор за музиката, клучното значење на овој концепт е можноста да се предвидат постапките кај луѓето, например, доколку започнеме со интензивно сигнализирање на артикулиран, согласен ритам, тогаш ваквиот музички пулс може да премине во средство на идентификација со кое што се синхронизира однесувањето на 2 или повеќе индивидуи во една кохерентна и изедначена изведба. Колективното вокално изведување, интересно, имаше пред скоро, веруваме, една интересна студија која покажа дека при колективното вокално изведување се синхронизира дури срцевиот ритам меѓу членовите, интересно. Ваквата експресивна изведба предизвикува активација на емотивните зони на мозокот, на
невронскиот систем за награда, ослободување на хормони, окситоцин, вазопресин, серотонин и други, кои се поврзуваат со социјалното групирање. И некои трудови, основата и почетоците за музиката, значи ја бара токму во оваа хипотеза за социјална кохезија. Меѓутоа, мислам дека доста вода држат и другите две, односно родителската инвестиција и половата селекција. Интересно да се погледнат одредени психолошки студии. Читав едно од 2010 година, каде што се земаат две групи на деца, нели, и се распоредуваат околу некаква бара, каде што тие играат и така натаму. Едната група е изложена на музика и натерана да пеат заедно, нели, со музиката. Другата група си играат децата без да пеат и без да бидат изложени на музика. Истражувањето покажува дека децата кои што заедно соработувале и заедно пееле, тоест децата кои што заедно пееле подоцна покажуваат многу поголема соработка и кооперација со другите деца. Значи, доколку се измери некаков психолошки ефект на музиката, тогаш што ви рекле, нели, луѓе кои што пеат заедно повеќе соработуваат заедно во иднина, ако може така да се сумира на некој начин. Да, се согласувам дефинитивно. Што мислиш, кој е соодносот помеѓу јазикот и музиката? Значи, кој е соодносот помеѓу појавата на јазикот и појавата на музиката? Мислиш дека имаат поврзаност еден со друг? Веројатно најпознат став е, како што го спомнавме, оној на Стивен Пинкер. Пинкер ја опишува музиката како аудитивен чизкейк, десерт кој од еволуцијски аспект е само последица на јазикот. Многу мина од музичкиот свет ја презира ваквата констатација, но како што знаеме на науката не е баш кајле за нашите мислења, битни се доказите, нели. Со други зборови, Пинкер вели дека музиката е изградена врз основа на веќе постоечки еволутивни адаптации кои практично сочинуваат совршен пакет на стимули кои фино влијаат на нашето емотивно расположение. Нешто што во природата не туку така лесно се наоѓа и поради тоа и аналогијата со чизкейкот, нели. Овие постоечки механизми кои го доведуваат прашањето на потеклото на музиката на нулта хипотеза се прилично силни и од моменталната евиденција би рекол дека овој табор каде што се карактеризира музиката како културна творба води. За понатаму ќе видиме. Да, според ова што го зборуваш, станува јасно дека музиката има одредена структура, еден вид на музичка граматика, кој што наликува на суштински на еден вид на граматика на јазикот. И навистина доколку се погледнат одредени истражувања од когнитивната невронаука, например, постои одредено преклопување на мозочните региони при, нели, анализирање на музичка нотација и при анализирање на јазична структура, на граматика и така натаму. Тоа значи дека одредени правила или одредена синтакса музичка која што се појавува како феномен, постои добра веројатност да потекнува токму и да се развива токму од синтаксата на јазикот. Така што овие два феномени научниците сметаат дека се прилично поврзани еден со друг и од тука, нели, произлегува сиот тој пристап најверојатно на Пинкер, каде што, нели, на некој начин може би ја смета и музиката за спандрел, она што го нарекува Стивен Џей Гулд. Спандрел е оној дел од лак, од свод помеѓу два столба, значи наголот, кој што нема конкретна функција, но се декорира за да, нели, се добива функција сам по себе како последица на веќе постоечка функција претходно. Она што сакам да кажам дека јазикот еволуирал под притисок на социјалното живење, значи на нашите предци, и со помош на постепено вокализирање, каде што, нели, ларингсот се спушта, стануваме бипедални и така натаму, полека го развиваме говорот,
Значи, мора прво да се создадат одредени вокални органи, кои што ќе бидат способни да продуцираат одредени звуци, од кои што подоцна се развива и јазикот и музиката, најверојатно како една метафункција на јазикот преку која што стрикно се изразуваат емотивни сигнали. Музиката високо кореспондира со видот на емоциите кои што ги предизвикува, тоест неколку варијабли се тука поставени, значи темпото, висината на тонот, бојата нели на тонот, јачината и така натаму. Генерално, значи, високи, интензивни и стакато тонови се асоцираат со позитивни емоции, додека ниски тонови во легато се асоцираат генерално со негативни емоции. Да. Значи, моето мислење дека музиката и јазикот се хомологни на некој начин и делат заедничка еволуција. Сепак, многу е јасно дека на почеток еволуцијата го донела јазикот, подоцна музиката, и ваквото тврдење е илустрирано со уште една друга слична особина, огнот. Огнот, нели, бил дел од сите култури и народи низ светот, па сепак неговото пронаѓање не е еволуцијска адаптација, туку е случаен изум. И тој изум кој ги изменил нашите животи од корен. Се отвора можноста за гледање во темнина, добиваме топлина во непогодни услови, имаме готвена храна и поготово последната особина е есенцијална за нашиот вид, бидејќи се верува дека термички обработената храна придонела за коеволутивни промени во физиологијата, особено во музичните и когнитивните функции, кај праисториските луѓе. Моje лично видување, и не мора да е точно, е дека музиката најверојатно не е биолошка адаптација, туку е последица на јазикот. Музиката како последица на јазикот малку мислам дека би се разликувале нашите ставови. Секако сметам дека двата феномена се длабоко поврзани еден со друг, тоа го покажуваат истражувањата и не е спорно, но за да најдобро, значи, да се одговори прашањето дали музика може да постои без јазик и јазик дали може да постои без музика, се добива одговорот на ова прашање се добива по линија тоест по две линии генерално. Доколку се работи за луѓето, прво се гледаат луѓе кои што стекнале или имаат некакво вродено нарешување на мозокот. Например, некој имал, не знам, излив на мозок и одреден регион од тој мозок кој што е одговорен за процесирање на музичка информација или за процесирање на говор, во зависност од локацијата на штетата, тоа се вика уште лезија, нели, мозочна, тогаш може да се види и нарушувањето на функциите. Например, постои едно нарушување кое што се нарекува амузија или амјузија, така е латинскиот назив. И всушност тука луѓето кои што страдаат од ова нарушување немаат воопшто никакви проблеми со говорот. Значи, разговараат нормално, резонираат, изговараат, перцепираат нели, динамика во говор, синтакса, семантика и така натаму. Значи, генерално не се засегнати во тој домен, но во доменот на музика имаат потешкоти при перцепирање на висина на тон, при, не знам, репетиција на одредена мелодија и така натаму. Што укажува на тоа дека прилично овие два когнитивни модули, иако се преклопуваат во висок степен еден со друг, сепак може да постојат независно еден од друг. И обратно, значи луѓе кои што имаат афазија или нарушување во говорот или дислексија, нарушување во читањето, може да сосема нормално да перцепираат музика и така натаму. Значи постои одредена дистинкција помеѓу овие два когнитивни модули, иако има доста заедничка размена помеѓу овие два. И втората линија на разгледување на прашањето дали музиката произлегува од говорот е компаративната наука, нели? Мора да се види кај
животните и тука еве да ги вклучиме и превербалните бебињата кои што нели се уште не се способни да говорат и да се анализираат еве музичките способности кај животните и превербалните бебиња. Значи хипотезата која што тука би ја испитувале и која што би дала одговор на прашањето дали музиката може да постои без говорот е тоа дека доколку нели музиката и музичките способности се застапени и кај животните и кај превербалните бебиња, тоа е уште една линија на доказ дека музиката, иако зависи во голем дел од говорот, сепак постои и се јавува како независен когнитивен модул. И всушност тоа е еден мој префериран начин на гледање на работите, имено мислам дека идејата на когнитивниот научник Джери Фодор, кој што зборува за модуларност на мозокот, во голема мерка објаснува многу феномени кои што ги наблюдуваме во мозокот. Под модуларност се подразбира дека одреден феномен, одреден домен, модуларно мозокот го третира, иако соработува со другите модули во мозокот, генерално може да се третира како независен. Можеби да, интересно ова што го искоментира, значи дефинитивно интересно што кај човекот нели музиката е, да речеме, когнитивен, создавањето на музика е когнитивен процес и самата музика е средство која комуницира со нашиот лимбичен систем, односно со емоционалниот систем, нели? Оливер Сакс вели дека музиката е најдиректна форма на емоционална комуникација. Кој слушаме некоја парче музика, композиторот за таа музика за главна цел има да ја пренесе семантичката и емотивната порака до слушателите, нели? Анегдотски, ако кажеме дека само преку музика може да заклучиме дека Моцарт бил ведра и жива личност, тогаш е доволно само да ги слушнете почетните ноти на Мала ноќна музика за камерен гудачки ансамбл делото што е и веќе интуитивно пројавувате чувство дека за ваквата музика веројатно стои некој весел човек. Во тој контекст да се сложам дека музиката може делом да се издвои како засебен модул. Јазикот и музиката се интимно поврзани во однос на синтаксата нивна, во однос на граматиката, во однос на ете тие дистрибуции и статистички структури, но со оглед на тоа дека постојат одредени музички способности кај животните, сметам дека како еволуирани когнитивни феномени се со до некаде како и се останато нели во мозокот, до некаде се независни, но во голема мера се сврзани, поврзани еден со друг. Ова само укажува на фактот дека покрај синтактичката поврзаност или сличноста на музичката структура и говорната структура, вториот елемент е емотивната поврзаност. Значи, јазикот може да изрази емоции и тоа е всушност една од главните функции на јазикот, нели? И музиката исто така може да изрази емоции. Претходно го спомна, нели, накратко, дека јазикот освен семантички и граматички структури, содржи просодија, така? Само за оние кои што не се најдобро запознаени што значи тоа, просодија е емотивниот израз или димензија на говорот, кој што е составен од акустични елементи кои не се дел од граматиката на вокабуларот. Значи, просодија може да биде начинот на кој што нешто изговарате. Значи, ако кажеме те сакам, и ако кажеме те сакам, иако нели граматички и вокабуларно ги користиме истите зборови, сепак начинот на кој што го кажуваме изразува многу поинаква емоција. И најверојатно тоа е мостот со кој музиката и говорот се поврзуваат. Значи, просодијата е токму мостот на поврзување помеѓу музиката и говорот. Значи, генерално се согласувам со што го имаш кажано, јас само би додал во контекст на дискусијата дека во поглед, значи ќе ги разгледам, значи атомските детали, поврзани со мозокот и музиката и јазикот, релацијата јазикот музика е дека со детална анализа на учесници
кои имале за задача да говорат, а потоа да импровизираат некои мелодиски линии, значи факт е дека говорните мелодиските фрази предизвикале речиси идентична активација на неколку региони од мозокот и дека овие региони учествуваат во функција на повеќе процеси кои се однесуваат на контролата на движењето, на слушањето и процесирањето на аудитивните информации, формирањето на зборовите и емоциите и нивната сложена појава. Освен, значи, генерално би рекол дека она што го зборуваш ти, дека генерално ги поддржувам оние заеднички карактеристики на јазикот и музиката, тие се воочливи и на ниво на анатомско ниво и во когнитивното процесирање, очигледно дека нашите мозоци не прават некоја голема структурна разлика меѓу нив, но исто така се сложувам дека не мора веднаш да заклучиме дека музиката е јазик како останатите, туку е еден вид последица на јазикот со прилично поинаков начин на изразување и поинакво значење во семантичка смисла. Да, така е. Да, она што сакав да го напоменам на почетокот, изумив е дека повеќето луѓе кога размислуваат за музика, размислуваат повеќе за музиката како арт форма, нели, како израз, како уметнички израз. Но многу е битно да се свати дека било која уметничка експресија, било кој уметнички израз, без разлика дали е тоа музика, дали е тоа сликање, дали е тоа пишување поезија и така натаму, во суштина подложи и произлегува од биологијата на мозокот. Како и се останато, она кило и пол орган во помеѓу черепот, нели, внатре во главата е едноставно најбитниот едноставно генератор на се она што произлегува во уметничка смисла, и доколку се разбере биологијата на овој орган, во голема мера може да се разберат и уметностите генерално. И секако тоа нема да им одземе од убавината и доживувањето, само ќе допринесе уште подлабоко да се разберат и да се сватат. И затоа кога зборувам во однос на музиката, битно е да се погледнат докази од неколку линии на истражување, нели? Да се компаративна наука, каде што се споредуваме ние со животните, развојна наука, значи да се погледне човекот во првите, нели, денови, месеци, години од животот, крос-културолошка споредба, која што може да биде дел од нели, компаративната наука, значи доколку одреден феномен постои кај фундаментално различни култури, тој може да се свати како универзален и така натаму, и од силна линија на докази во однос на било која когнитивна функција, вклучително и музиката, произлегува од невропсихологијата или од пациентите кои што на еден или на друг начин имаат одредени, нели, нарушувања на мозокот или оштетувања на мозокот, кои што кажуваат многу за подоцна за функцијата на која што е нарушена од тие оштетувања, нели? Така. Се сложувам со она што го кажа пред малку и би додал дека од компаративна, нели, анализа помеѓу животните и луѓето може да се спомне тука и бихевиоралната генетика, односно психогенетиката, која има за цел да бара верливи докази кои би ги подкрепиле музичките вештини, нели, како биолошки или еволуциски значајни, и да се бараат, нели, во нашата ДНК, на пример. Познато дека лозата на Бах е династија полна со луѓе кои животот го посветиле, нели, на музика, а помеѓу нив и музичкиот гений Јохан Себастијан Бах. Ваквиот факт би требало да не потикне да се запрашаме дали гените се поврзани со феноменот музика. И барем од она колку што знаеме до сега, одговорот е дефинитивно. Општо познат е фактот дека во процесот на учење, нели, се потребни, обично на клише што се споменува дека во процесот на учење се потребни околу 10.000 часови за да научите да бидете експерт во одредена дисциплина, сепак без брзање, сепак без соодветни генетски предиспозиции, веројатно и 20.000 часа би биле, нели, залудно потрошени. Во истражувањата со идентични близнаци покажано
дека дури тогаш кога еден од близнаците ќе потроши значително повеќе време за стекнување музички вештини, разликата помеѓу обата близнака не е многу голема. Значи, резултатите сугерираат дека околу помеѓу 40 до 70% од музичките способности имаат наследна природа, а и испаѓа дека она клише дека 5% талент, 95% работа е најпосле се покажува како фундаментално грешна констатација. И со тоа укажува на фактот дека музиката всушност има силна генетска компонента, значи самата по себе, нели? Добро, Гоц, јас навистина би сакал да ти се заблагодарам за навистина интересната дискусија и одвоеното време. Мислам дека си вистински човек за оваа тематика. И само нели да сумираме, музиката има силна еволуцијска линија, има исто така силна поврзана со говорот, иако генерално може да се третира како независен когнитивен модул од говорот, и нејзината основна и најистакната особина е да сигнализира емоции, да им биде јасно на сите оние кои што издржаа да не дослушаат до крај. Музиката, како што кажав на почеток, е едно од највисоките интелектуални достигања и се надевам дека уште долго ќе ни оправи животот интересен. А друго да додадам не би имал, освен да ти се заблагодарам што ме покани, па се надевам ќе се држиме повторно. Гоце, се најдобро и се слушаме во следна прилика. Се надевам дека ќе се сетиме на интересна тема и интересен повод да разговараме повторно. Фала и тебе. Голем поздрав.